седмиот поред национален Microsoft Office Specialist надпревар и четвртиот Adobe надпревар. И морам да напоменам дека нашата мисија, која што ја почнавме со град Скопје уште пред 7 години, беше и со Стопанска банка секако беше да влијаеме на подобрување дигиталните вештини кај младите. 7 години потоа имаме преку 4000 ученици кои што поминаа низ надпреварот, многу сертифицирани со глобално признати дипломи и истакнати вештини пред своите соученици и пред своите наставници секако. Овие ученици се тие кои што одлучија наместо да одат на кафе, да играат видеоигра, да седат и да работат со своите наставници, да седат да учат и да ги направат своите вештини. Браво дечки, така треба. Не би должел понатаму, би ја поканил градоначалник на град Скопје, Даниела Арсовска, да се обрати на присутните. Благодарам. Да имам многу што да кажам, затоа што вие се всушност ти кажавте за она што е важно за денешниот ден. Прво би сакала да се заблагодарам на СИНОС за едукацијата практично која што ја овозможува за сите овие млади лица да можат да се прилагодат на новите трендови, затоа што како што знаете и самите, најважно се како ќе се прилагодите на она кое што доаѓа. Тоа ние сме имале можност како постари генерации да го видиме, особено со оние први моменти на дигитализација, а сега веќе ова е една напредна фаза каде што младите имаат многу повеќе што и да научат, меѓутоа и на што да се прилагодат со оглед на тоа дека дигитализацијата се побрзо зема замав не само во Македонија, туку и навсегаде во светот. Победникот ме радува малку и да би било од некое друго училиште из Македонија, меѓутоа особено што имаме победник што доаѓа од нашето средно училиште Јосип Броз, и се надевам дека ова ќе биде само мотивација за сите останати наши ученици од средните скопски училишта секоја година се повеќе да даваат од себе си. Тоа што ви напоминавте, многу голема мотивација за секој млад човек, меѓутоа и за нас како возрастни, представува кога ќе видиме дека слободното време го користите на тоа да се надградите себе си, да бидете што е можно успешни, дека вложувате во себе како личности, во своето образование, меѓутоа и од тоа да се прилагодите на овие нови практично дигитални трендови, алатки и сето оно кое што може да ви помогне во животот да бидете и поуспешни и попрофесионални. Така да честитки за секој еден од вас, сите вие кои што сте тука денеска, подеднакво сте победници, секако мора да има прв меѓу еднаквите и честитки за него, и би сакала секоја година да ви посакам што е можно поголеми успеси, да не радувате и да бидеме среќни што имаме ваква иднина во нашата младина. Сега би го поканил Стефан Пеповски од Стопанска банка, да ви се обрати. Не остана многу што дополнително да се каже, и од името на Стопанска банка би сакал да ве поздравам сите, да ви го честитам успехот на сите што бевте дел од ова големо финале. Очигледно дека вложувате во вистински работи, вложувате во знаењето кое понатаму многу ќе ви користи во животот. Живееме во еден дигитален свет во кој што информациите се широко достапни, меѓутоа тие се беззначајни доколку не постои знаење тие да се интегрираат и искористат. Ве охрабруваме сите да продолжите да инвестирате во вистинските работи, во знаењето кое што понатаму ќе ви овозможи личен и професионален напредок. Посебно ги поздравуваме менторите и победниците, кои што, како што разбирам, за околу месец дена ќе не представуваат на големото надпреварување, и ве охрабруваме да продолжите. Вратите на Стопанска банка се отворени токму за кадри како вас, па сметете и на нас во идеја. Следува Валентина Тасева, генерален директор на СИНОС. Почитувани господи градоначалник, почитувани гости и партнери од Стопанска банка, Матко од Срти Адрија, драги наставници, пријатели, надпреварувачи, учесници во ова, да кажеме, веќе традиционално надпреварување. Јас би се повторила уште еднаш честитки за трудот и за напорот, и би сакала да споделам нешто што е моје секојдневие во последните, да кажам, пар месеци, значи не повеќе од 2 до 3 месеци, а тоа е вештачката интелигенција. Пред низа години зборувавме дека ова надпреварување ви дава можност да се истакнете во глобалниот свет, да бидете препознаани со беџовите, со сертификатите кои што веќе ги добивате, со тој дигитален сертификат, кој што се добива по положување на испитот, а вие сте го имате и тоа не еден.
Она што следи и веќе стана наше секојдневие како е вештачката интелигенција, нешто што се развива побрзо од било што друго до сега во човештвото, во историјата на човештвото. Во рамки на Office веќе го знаеме Copilot, доаѓа, вие сте веќе на прак на Copilot, учете, продолжете да учете, во рамки на Adobe исто така Firefly или дел од вештачката интелигенција кој што ви помага да бидете уште покреативни. Продолжите понатаму, совладувајте ги новите вештини, бидете дел од нашето секојдневие, да помогнеме сте заедно оваа наша земја да биде успешна, препознавана глобално и вратете ни се со медал. Честитки до сите вас, честитки до победниците, имајте прекрасно време во Америка, ново искуство, нови пријатели, од секаде уживајте. Продолжете да работите. Не застанувајте. Не на Microsoft Office, не на Adobe. Продолжете напред во напредни технологии. Вие сте тие кои што ќе го движите овој општество во следните години и годините кои што доаѓаат.